комичен Мегахерц. Личката, седнувај, не седнувај. Како беше ова волет. Добар ден, драги слушатели, добар ден, драги гледачи и почитувани љубители на оваа радио емисија. Со мене во студиото денеска е мојот колега Атанас Атанасовски, кој што туку стигна од џогинг, реши од денешен ден 20 мај да почне да џогира и еве го што туку дојде задишан во студиото. Читав баш, Жарко, денеска 20 мај било идеално време за да се почне со џогинг, така кажува историјата и така кажуваат некои истражувања на научниците што прават за луѓето што почнале да џогираат на 20 мај, се откажуваат на 21 мај, така да ми беше идеално да почнам Но денеска. наредната година. Така е, 2017 престапна е ова. Апсолутно. Само јас и Атанас малку да земеме здив, а вас ќе ве оставиме да уживате во музиката специјално одбрана од нашиот уредник Иван. Уживајте. Аканаки ослушинеа комично Мегахерц со Жарко и Атанас. Уживанција. Слободна Македонија. Се вративме во студиото. Ве поздравувам сите вас денеска што слушате 96,0, тоа е вашиот омилен Мегахерц. Комичен Мегахерц, да ги поздравиме сите кои што не слушаат во Дебарско-Полошкиот регион. Точно. Поздравиме цела диаспора, Мелбурн и Сиднеј, поконкретно. И тоа е тоа. Инаку што не успеавме да кажеме затоа што бевме задишани дека денеска е 20 мај, тоа е 141-виот ден од оваа престапна година според Грегоријанскиот календар. Ви остануваат уште 225 дена да размислите каде ќе ја славите вашата нова година. Инаку да не заборавам да кажам дека 526-та година се случи земјотрес и уби 250.000 луѓе во Сирија, далечната 526-та година. А инаку пред да го најавам гостинот, да го прочитам репертоарот за предстојниот период. Вечерва 25-ти петок, 25-ти петок, Вардарски пастови. Цела е распродадена, дечки, жал ми е. 23-ти петти понеделник стюардеси, 25-ти петти среда Хармс, 27-ми петок Вардарски пастови и 1 јуни неверојатно ќе биде представата, име не знаеме. Инаку со нас во студиото, дами и господа, е и мојот колега Атанас. Ако не му го слушате гласот, тој е тука. Пие кафе и ужива во утрото слушајќи тебе, Жарко Димовски. Ти благодарам. Инаку, дами и господа, со мене и со Атанас денеска во студиото е човекот кој што е пред се наш колега, човекот кој што е музичар, човекот кој што е и композитор на некој начин, човекот кој што е роден далечната 1984 година во Куманово, а има завршено во класата на Владо Цветановски. Тоа е Ивица Димитриевиќ. Добар ден, Ицко. Здраво, луѓе. Никој не знае дали е он или не, затоа што рече само здраво, здраво. Ваше е да погодите дали е тоа Ивица или не. Слободно свртете на нашиот бесплатен телефонски број 0800. Погодете ја точната личност. Точно, да. Јас сум Ивица Димитриевиќ. Не, јас сум Ивица Димитриевиќ. И ти си Ивица Димитриевиќ. Ивица, како си? Добре дојде во нашето мало и скромно студио. Се надевам дека од блесокот не е премногу јак, да не сакаш наочари. Не, супер е, добар ден, више не е утро. Благодарам што ме поканивте во вашава емисија Комичен Мегахерц. Вашето омилен Мегахерц 96-ти. Манула. Ча. Супер е. Ова 20 мај, пошто 6 пати го кажавме, и 7 пат да го кажеме, 20 мај, петок. Да си знаат луѓето. Ова пладне се чувствувам многу добро. Ивица, како ти почна денот денеска? Што правиш од себе? Озбилен си ова или? Сега ти почна денот? Не, сега дека не ми почува сега денот. Мислам, нормално, кој секој утро стануваш, се миеш и тековни работи. Обврските за тој ден што ги имаш, ако сум на представа кој имам вечер или ако имам проводам на проба, ако не имам други работи кои се Битни за човештвото. со кои се бавам. Мислам, проби со бендов и такви работи. Да, Ивица, ти имаш бендови, повеќе бендови, така? Да, два. Два бендови. Не се многу, два се. Па добро, два, некој немаме ни еден. Така да, тоа е многу. А желбата е огромна. Така, како ти се викаат бендовите, Ивица? Сиз и Риб. Сиз и Рип. Да. Со двата бенда правите авторска музика, така? Да, строго авторска. Строго авторска музика. Добро. Интересно, ти во бендот свириш гитара? Да, гитара, во Сиз свирам гитара и пеам, а во Риб само свирам гитара и на некои песни пеам. А јас видов на едно од тие твои видевца дека свириш и бубњеви.
Па Види за спот ако треба. не, Така. тапани знам некои основни ритми да истропам, не сум нешто многу вичен. Инаку имам голем кеф да научам, но немам време. Па да, време се нема. Добро. Мислам, зашто знаеме да еве ти си мислам ти знаеш да тропаш на тапани и знаеш дека Треба време. Тропаш глупости. колку треба време и Да, вежбање треба, за тоа. тука нема збор. А покрај тапани глупости, да. Претапани глупости за тоа. И ова наша емисија, нели, еве ги тука се нашите верни фанки. Фанелки! Фанови женски фанелки кои што се секогаш тука за нас и за нашата емисија. Имаме два нови фана тука, дами и господа, и трето ново фанче е мало. Добро, да се вратиме да се вратиме на нашата Пораснато е емисија. детто. Ивица, ти си вработен во Македонскиот народен театар Скопје. Да. Моментално што работиш? Моментално што работам? Да, во театарот. Моментално играм представи кои се на тековниот репертоар. Значи последно нешто што работев е Чикаго, Аха. а предходно Мајстор и Маргарита. Значи моментално сум у тие две представи и други представи кои се од предходните години. А вие не го соработувавте, Да, бевте соработував. дел од тимот во Чикаго. Чикаго, да. Маестралната улога на Ивица кој што се вика Еймос, не, шала на страна кој што ја гледал, знаеш што зборувам, а ти ја имаш гледано. Мене најмногу ми се допадна крајниот момент кога си треба да добие аплауз, нели кога му дава музика аплауз за на излез, сите, вика. музика за излез и нема музика за излез. Тоа е едно од најгениалните решенија во представата. Представата ја знаете. Добро, тоа беше мало брецкање, но среќа што си го носам мојот панцир. Да не подлегнам на овие шеги и фори. Ивица, што има кај тебе ново? Што се дешава? Што се случува? Не знам на кој план ме прашаш. На професионален план, еве, музичко, актерски план. Па ништо еве со ајде ќе почнем со еве со театарот, како што ви кажав, моментално тие представи на тековниот репертоар што се играат. Ги играм, некои нови представи се чекаат што значи за престојнава сезона што ќе треба да излезат од нашиот театар и тоа е тоа. Некои други ситни ствари околу кратки филмови и такви работи се бавтам. И тоа е тоа во главном со актерството, инаку со бендовите се работи жустро. Жустро, да. Особено со Рип, сега сме пред издавање на вториот албум. Така да се спремат некои спотови. И тоа е тоа, некои летни концерти се очекуваат, некои преговори, во главном работни. Гледав еден спот на СИС, ако не се Да. лажам, со Стефан Вујсич и со Наталија Теодосиевска, Да. тоа е еден од поубавите спотови. Можем да го кажам ниско буџетен, така, тоа Па да, не да. има буџет, мислам, тоа е Па не, тоа е zero budget. Да, но тоа тоа е- е само еден доказ дека еден спот може да се направи и за без буџет, мислам да кажеме без буџет. Тој секако има буџет, тие луѓе станале дошле таму, Така значи, има да. ангажман. Има ангажман од тие луѓе. Тоа ако го претвориме во буџет, onda ќе има буџет ова. Кажи го, Апсолутно. спотот, но збориме за реални пари, значи нема вложено во тој спот. Од друга страна, им благодарам на Стефан Вујзич и на Наталија Тедосиева. Гоце Савко тогаш ни дозволи да снимаме кај него кафичот ова Soulmatic. Тоа беше една идеја на Мартин Иванов и моја заедничка идеја која ја реализиравме многу лесно и едноставно и тоа вроди со плод. Мислам, спотов е доста експлоатиран и иако тоа е не за некои 6.500 гледаност на YouTube, но тие се реални, значи без бустање никакви, без пуштања по сајтови, без напињања, него тоа се реално луѓе кои сме го ставиле на YouTube и на нашиот Facebook канал, од тие луѓе што го гледале, што си го шеруваат сами меѓу себе. така. Одлично. Ивица, колку што се сеќавам, ти режираше кратко филмче или Да, си во да. план да режираш? Како беше тоа? Режирав, да. Тоа Така, каде може тоа да се погледне? Го има ли на YouTube некаде или? Не, моментално уште го праќаме по фестивали и затоа нема вака, не може да се види на YouTube или на Vimeo. Инаку имаше на Синедейс ланскава година на Синедейс. Мислам оваа сега. Овој Синедейс имаше премиера во Како се кратката вика програма. филмчето, се извинам, мора да ги запознаеме нешто Да, слушателите. The Case. The Case. Да, случајот. Случајот. Да. И тоа е тоа.
Одлично, јас моментално тука ги вртам, а инаку да ги Јас отворив мисле за трето полувреме слики. Ја да ги подсетам тука, значи има ivicadimitrijevic.com, си има сајт човекот и можете таму да влезете. Ово би требало и јас и ти да го направиме, Атанас, тој Јас сум- секој актер би требало тоа да го направи. Јас сум да. влезен. Мислиш како ние да си направиме? така. Ама јас викам Атанас, многу би било глупо да викам да имам јас сајт. Како ти е сајтот Ивица Ивица Димитриевиќ. Океј, може да го дам и на Ивица. Не, навистина е добро, значи одите ivicadimitrijevic со латиница.com. .com. Тоа не е апдейтуван сајт. нема врска, но е- 4 години таму може да се видат некои постери, слики. Концертот е некои да постери, добар, ствари. значи има тука и театар, има и концерт, значи моментално ги вртам твоите слики од концерти, од настапи, морам да признам дека стайлингот ти е многу кул со таа голема брада, капчето и на очерчињата. Тоа е тоа Ивица. Концерт. Ивица Димитриевиќ. Значи си имаш и шоурил, си имаш тука биографија, орек сарка, и македонски и англиски. Топ. Ова би требало да го направи некој. И за мене, и за Атанас, и тука да пишеш Жарко Димовски или Атанасовски. Така е, Double A. Double Тоа е A. супер. Double A, да. Инаку за сите Deputa љубители A. на NBA, King James поведе со 2-0 против Торонто. Небитна информација во театарскиот свет, но сепак можам да ги поздравам сите убави дами што поминуваат покрај нашето студио. И да не заборавиме дека на денешен ден е роден 1818 година е роден Вилијам Фарго, американски бизнисмен и политичар. Ко пронајач на American Express компанијата, значи Вилијам Фарго, нека му е среќен роден денот и нека му е вечна славата. А инаку денеска видите ќе заборавам, на денешен ден е роден брат ми и би му го честитал роден денот доколку не слуша во диаспората таму некаде во далечната Австралија. Ивица, ти кога си роден, брате? Мислам дека го кажавме. 84-та, ама Не, не не. кажавме месец. Датум, месец. Дали ти е сега роден денот близко или не ти? Јас сум во ноември роден. Во ноември, па си немаш дајано за роден денот, Ичко. Затоа го избегнува. прескокна. Во ноември му е во октомври. Кога во следните денови, Ивица, во престојниот период би можеле нашите слушатели да те видат на сцена? Кога имаш представа, ми Мислам изворот? дека до крај на мај нема, за јуни уште нема излезено репертоар. Да, нема уште, јас чекам. Ивица, Да. дали играш во некои алтернативни представи, дали прифаќаш алтернативни проекти? Да, мислам секогаш сум прифаќал, сега моментално немам ништо такво, немам таква понуда, неко претходно ја играме, да. Добро. Апсолутно, Добро, јас се топ. И јас се славам со алтернативните проекти затоа што навистина носат еден посебен дух кој што би требало да провејува од време на време во ова Во секојдневно моментов театарско. алтернативна театарска сцена лоби. многу слабо се случува во Скопје. Да, во моментов навистина е слабо, да. Мислам дека да, слабо е, а мислам дека некогаш и не била јака колку ја што сум запознат. Мислам има Да, чат ама пат сега е избици. најслаба ми се чини дека од Па јас кога почнував имаше на пример се отворија повеќе алтернативни сцени, Да, играв да, на апсолутно. повеќето. Тоа е точно, ама на пример сам да кажам дека и тоа тогаш кога што беше Исто беше. спорадично беше. Значи немаме ние некоја здрава изградена алтернативна сцена кај што знаеш дека у секој момент можеш да отидеш да гледаш некоја алтернативна представа и каде што знаеш дека таму ќе има публика, мислам, која е стално која ќе доаѓа, мислам. Често која ќе доаѓа. Има тој проблемот со алтернативните сцени, просторот да се најде свој простор да може да се. А мислам дека и воопшто и театарот кога е, ајде да кажеме на ниво на кое што е сега, севкупна збора македонскиот театар, не зборам само за одредени театри 2-3, тогаш мислам дека алтернативата е слаба. Ако ти е мејнстримот подклекнат, тогаш и алтернативата ти е слаба. Мислам, така е секаде у светот. Инаку да ги Јако поздравам го што нашите знам. колеги кога сме кај алтернативниот театар кои што гостуваат во Благоевград со представата Федра. Тоа ми излезе на Facebook пред ден-два, значи во моментов се во фестивал во Благоевград и играат представата Федра, да ги поздравиме сите кои што се бават со алтернативен театар и сите театарџи мејнстрим, како што би нарекле моите гости, моите колеги, мејнстрим театарџи. Инаку, Ивица, јас само ќе те пофалам, ќе спомнам, ти сакаш кажи, сакаш не. Ивица што туку се врати пред 2 месеци од прилика беше во Берлин, во Германија, играше представи таму неколку, така да дали тоа е алтернација или не, алтернативен театар или не? Па, може да кажеме дека е еден вид на алтернативен театар. Сам таа представа што ја работевме во Германија и што играме. Но сепак е на доста високо ниво професионално, мислам. И играме на големи фестивали секаде низ Германија и не само низ Германија, еве сега некој има некои договори дека престојниот период таму септември, октомври дека ќе
идеме уште неколку изведби ќе имаме на некои фестивали наверојатно во Австрија и во Германија. Чекај, станува збор за која представа? Јас Представата се вика Fictional State. Fictional State. Да. И тоа Во е представата играте? Во представата играме јас, моментално Наталија Теодосиева и Бобан Кулевски. И некој режисер е Кристијан Винклер од Германија и цело останато е се Како искочи таа соработка? Па таа соработка беше пред 2 години, уствари пред 3 години човекот кој ја правеше представата бил тука, правил некои истражување, заинтересирал преку Гет институт, идел низ Македонија, се шетал и пошто бидејќи тоа е драматург и режисер, има завршени драматургија и режија, решил да направи еден текст од кој бил инспириран од целава од нашава ситуација, не само од нашава ситуација и држава, него воопшто. Го напишал тој текст, дошол на ФДУ кај нас, направил пробно читање и рекол дека тоа ќе направи представа. После година дена се јавува на тогаш Ивана Павлаковиќ и Кристијан Поп Симонов, Кико, кој беа у првата подела. И ми се јавија мене. Мислам, по препорака на Ивана ме повика мене, така да ние бевме у Хамбург и работевме представата таму. Месец дена ја игравме, после продолживме да играме на... Чекај, на кој јазик се изразувате? Или... На англиски и на македонски. Со германски превод. И Со германски нагласок. Германски наглас, да. Ехте ме ајн! Хало! Кај си? Добар си. Впрочем, како што беше вчера една од индикациите да не зборувам тука како германски глумец. Добро, окей, викам, ајде. Да. Подоцна. Да си сваца нега. И Кико излегува од представата ради нивни обврски на факултети во театарот. И место нив влегоа Бобан Кулевски и Наталија Теодосиева. Поздрав до Наталија и Бобан. И тука бија колеги, да не ја заборавам Ерина Богоева, која е извршен продуцент, може да кажеме, на представата. Продуцент, извини, во оваа емисија не поздравуваме, бидејќи сакаат секојаш да не скастрат, извини, стварно, ама таква не е политика. Не, јас сум против тоа, но... Никој не ги почитува. Ова е еден од продуцентите кои се стварно вистински продуценти. Жарко, може да се... Не, само да го прашам Ивица, да размисли, а ќе одиме со музика. Дали може режија да одиме со музика пред да го откако ќе го поставам прашањето? Значи вика вака, дали Ивица на вистина животна желба ти била да бидеш во жирито над звездите на Грант? Одиме со музика, одговорот го очекуваме после песната. Чук. Одговорот на прашањето. И одиме со одговорот на прашањето. Дека Ивица Димитриевиќ животно желба била да биде член, тоест председател на жирито над звездите на Грант. Да, тоа е една стара животна желба пред да се направи звезда Гранда. И освен тоа сега ми се зголеми аспирациите, би сакал да бидам и член, председател на жири на Пинкови звездички. Ако можеш да ги водиш двете. Не, само јас би бил на човекот позадина, значи председател на извршног веќе куќног савета. Извршног веќе куќног савета. Мислам дека еднаш и веќе беше член на жирито на ова другото шоу што е Никад не е касно, за тоа што се постари малку. Како изгледа да си жири на едно такво шоу, Ивица? Мислам дека најдобро помина во Менјам жено. Као жири, тука имаше тешка работа, мислам да се одберат прави овие парови да се парови, па тука размената да биде да не се осеќа некој оштетен, мислам, знаеш, да не му замениш постара жена со помлада и слични работи, тука се многу се внимаваше на тоа. Но имаше и моменти каде што сакавме малку да добиеме на гледаност, па имаше некои такви стари со млади со стари. Така, финти. Мене хуморот најмногу ми се допаѓа во Менјам жено. Јангтин нешто така се прави. И обично најголем проблем беше Менјам жено што понекогаш не им се допаѓаше на мажите како жените готват. И тука настанува големи проблеми, но ние знаете, мислам, јас као жири тоа се убаво го
знаев да го дотераме тоа све фино. Вие кога гледате на телевизијата тоа убаво изгледа. Да. Точно, а исто и Атанас имаше слично искуство во тоа шоуто, како се викаше Фарма, Атанас, така? Фарма, да, јас бев тој што ги рани кокошките. Секој утро во 7. Затоа и не бев толку многу експониран во емисијата. Да, затоа што рано стануваше. Станував рано, ги ранев кокошките и си бегав. Атанас неќе да каже дека и беше десна рака на Лепа Лукич у тоа шоу, ама добре. Точно, Лепа Лукич. Кажеме сега Лепа мислам Лукич. овака за нашите слушатели. Ама за нашата јавност нема потреба сега во Србија не се емитува емисија. Да, апсолутно не се емитува. А јас кога сме кај Лепа Лукич би сакал да ја поздравам една од најубавите усни, муцки и усти во цела бивша Југославија. Тоа е мојата драга колешка Сузана Аманчич. Добро, од прилика тоа би било тоа. Драги наши слушатели, драги наши гледачи и гости во студиото. Инаку само да подсетам пред да се одевам и да го поздравам нашиот гостин кој што е тука во студиото, нашиот верен фан Никола, кој што специјално дојде тука во нашето студио да биде со нас за нашата емисија. Инаку Ивица се извинувам, Никола е наш колега кој што води емисија со Ивце Пивце, емисијата се вика Веселата дружина. Никола можете да го слушате во недела од 12 од 10 до 12, тоа е тоа. Инаку Ивица ти благодариме што ни беше братче гостин во нашето студио. Ви благодариме на вас и се надевам дека ќе се видиме пак. Апсолутно, јас и уште еднаш слушнеме. јавно да ти се извинам што ме чекаше 10 минути Гледаме, пред студиото со да, и Ивица и гледаме тука да помно прати наше око будно све ово. Така е, ова на македонски ќе мораш секојаш да ги кажеш работите, да, знаеш заборавив. дека сме во друга држава. Да, така е, помно ги гледа сите овие работи. Инаку, драги слушатели, ни беше мило што бевте со нас. Атанас ќе каже сега 2-3 завршни збора, па јас ќе го прочитам ово што морам да го прочитам. Излезет убави дами надвор, нека се разведри времето малку, така е. Ете, и со музика. Така, ова беше Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници, водители на емисијата Атанас Атанасовски, Жарко Димовски, датум на емитување на емисијата 20 мај и 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. Уживајте, сакајте ги вашите најмили и не се секирете за ништо. Ме сакаме. Фала на сниманокот и чао. Чао. Комичен мегахерц.